250 милиони евра директни странски инвестиции. Две компании ќе ги прошират капацитетите, а една нова е пред конечна одлука за влез во Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски открива дека преговорите се во финална фаза, а станува збор за компанија која доаѓа од земја членка на Европската Унија и во земјава треба да инвестира 150 милиони евра. Преговараме со една голема компанија, инвестиција во вредност со 150 милиони евра, во потесен круг сме со една голема европска земја која што е членка на Европската Унија, ние и тие, и се бориме. Сега сме во фотофиниш, ако се види како што треба, се надевам дека во септември веќе ќе можеме и таа да ја објавиме. Овие две проширувања се во автомобилската индустрија, на веќе постојни инвестиции овде кај нас, а што се однесува до новата, тоа е во, ајде да нарачам, индустријата за производство на суплементи. Растот на инвестициите ќе ја придвижи економската активност и ќе отвори нови работни места, а со зголемување на продуктивноста и конкуренцијата треба да се зголемат и платите на сите работници. Сојузот на синдикати пак од друга страна бара покачување на минималецот на 450 евра. Премиерот се согласува дека раст на платите е неопходен, но вели дека не треба да се брза. Посочува дека во моментов Министерството за финансии постапува според закон и ги повика синдикатите да не подклекнуваат на политички притисоци, а разговор со нив најавува наскоро. Ги повикувам членовите на синдикалната организација да не наседнуваат на политички кампањи во рамките на истата. Ние сме влада која што многу скоро од денеска претпоставувам ќе седне, ќе разговара со сите легитимни синдикални организации и така натаму. И тука немаме никаков проблем. Напротив, сакаме да помогнеме. Јас ја разбирам потребата од зголемување на платите. Секој од нас живее од плата. Моментално, државната каса не дозволува маневар за да може да се одвојат дополнителни парични средства за поголеми плати, оти како што велат од владата, минатата власт го оставила буџетот во катастрофална состојба и треба да се исплатат обврските кои биле доспејани, а претходната власт не одвоила пари за нив. Инаку премиерот Мицкоски вети дека нема да има покачување на функционерските плати, за што се подготвува законско решение кое наскоро ќе се најде пред пратениците.